се шетам со мојот син по Машка плажа и размислувам вечер кога ќе застанам пред вас со кои зборови да ми се обратам. Што би кажала јас за нашата Струга? Цврсто ја држам раката на син ми, а спомени се вртат во мојата глава од едно друго време. Од времето кога јас бев дете, чија рака беше стисната по бреговите на езерото. Од едно време кое ми се чинеше дека сонцето посветло свети и дека денот има поубав сјај. Не знам дали тоа беше поглед на светот или последниве години се некако ни станало тмурно и темно. Да живееш во таква темница, човек го прави ладен. Ја убива емпатијата во него. Ја брише на сметката кон пријателите и блиските комшии. Ова тмурно време изминативе години не направи на брата непријатели. Но после секој дожд изгрева сонце. За нас денес почнува живот. Почитувани сограѓани, идните советници на општина Струга. за честно, законско и исправно работење во корист на нашиот град, села и нашите граѓани. Ми причинува особена чест што секој од вас денес одвои време да ја покаже својата доверба кон нас и сте тука да не поддржите во една од најзначајните битки досега. Овие избори се битката која ќе се води за гласот на граѓаните и вистинските потреби на секој граѓанин на нашата општина. Со овие избори ќе донесеме подобро и поинакво од досегашното утре. Приоритет ќе биде ставен на потребите, интересите и заложбите на секој од нас. Преку досегашната работа во Советот на општина Струга,
Активно бе вклучена и се залага за реализација на многу проекти во интерес на граѓаните и општината, но ние сите заслужуваме многу подобро. Преку заедничка работа со постојаната ваша поддршка да создадеме една подобра општина, во која локалниот економски развој, инфраструктурата и останатите тековни локални прашања ќе се решаваат брзо, добро и правилно, зашто ни требаат вашите идеи и предлози. Сите заедно, овој пат во Советот ќе влеземе со голем број советници, кои одговорно ќе работат за подигнување на стандардот, екологијата, инфраструктурата, јавните служби и културата во рамките на надлежноста на локалната самоуправа мора да го промениме. Таа можност е ретка, таа можност ја имаме сега. Оваа советничка листа ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните и општината. Повелете, приклучете се и вие на страната која нуди промени. Ние сме секогаш тука за вас, отворени за комуникација, со слушување на вашите предлози, мислења, проблеми, кои се воедно наши, заеднички и ќе работиме заедно на нивно решавање. Нека најубавиот поетски град стане град на економско-стопански развој, младинска вработеност, спортски и културен напредок, социјална сигурност, повторна еколошка бања на најчистиот воздух како наша најголема природна реткост. Модернизирани плажи, туристички привлечен центар, инфраструктурен развој и безбедност, како и градење уште подлабок соживот, меѓусебна почит и граѓанско општество во кое докажуваме дека сите сме еднакви. Заедно да ја препознаеме вистинската опција, во која се сплотени младоста и искуството, и единството на етничките и културните разлики. Стружани знаат да ја препознаат вистинската опција, живот за сите, услужна општина за сите. Кога програмата и кандидатите се вистински, изборот е едноставен. Подготвени сме за голема победа и глас за број 19 кој ќе ни донесе живот во струга за сите. Во оваа битка не бевме сами. Во оваа битка имавме и ќе имаме коалициони другари. Човекот кој директно беше подложен на палката на режимот и храбро и достоинствено издржа до крај. Чест ми е да ви представам уште еден стружанец, Сефер Цановски. Почитувани стружани, ова е тешко да се зборува пред своите. Много е тешко да се зборува онаму кај што си се родил, кај што си живеел, кај што си се образувал, онаму кај што си ги стекнал највајте детски моменти, онаму кај што си стекнал луѓе кои што си пораснал, оние моменти кои што никогаш во животот не се забораваат. Ме представи како жртва на еден режим кој што го видавме, го наживеавме сите ние, не само јас лично, мојата фамилија, туку сите вие, сите ние заедно бевме сведоци на едно многу лудо време, време кое што ја уназади држава назад. Многу години, време изгубено, време потрошено на лудаци, кои што ништо друго освен за својот джеб не ги интересираше. Јас сум 17 години во Скопје, одев на факултет и веќе почнавме со работа, со обврски, професионално почнав се занимавам. Беше, тоа се направи патот Тетово Костива и си викам, ќе патуваме од Струја до Скопје на автопат, како што има во Словенија, во Хрватска, во Европа, во Грција. Денеска кој идев од Скопје намаму, пак наместо 2,5 сати патував 2 сати. Пак нема автопат. Пак патот е за никаде. Наместо да се створат можности да можам да живеам, а да работам во Струга, а да работам во Скопје, 160-170 километри до
некако загне приека, например, кој што се стига за 50 минути, за сат време. Сваќаш во каква ситуација ни се наоѓа нашето општество. Локалната самоуправа, изминативе деценија и кусур, има посебни привилегирани права, повеќе буџет, повеќе пари, повеќе средства. Со децентрализацијата се отворија многу можности, меѓутоа пак, кој ќе се свртиме назад, сваќаме дека ништо не се направило. Дека не само што сме останали на истото ниво, туку не уназадиле луѓе, личности, политики погрешни, национализам безпотребен, кој што све не ги замајуваше очите, а суштината пак е. Јас денеска дојдов да поддржам, иако не сум политичар, иако не се бавам со политика, сум професионалец во мојата област, се бавам со образование, магистрирам, докторирам во таа област. Имам обврска према идните генерации, према студентите, да овозможиме квалитетно нешто, што да станат утре. Подобри личности, подобри луѓе, и тоа своје знаење, тој свој капацитет, да го потребат овде, дома, а не како што ни е сама во општина. Од Октиси до Буништа, под Грци, Боровец, до албанските села, до Струга самата, од Селено. Страшно е. Кога ќе видам изминативе години, мои брачеви, роднини, од све ова што се случуваше, да ги видам како Швајцари, по Германија, по Австрија, по Америки. Еден човек кој што ме натера да дојдам вечерно овде, мој драг пријател, и не е само коалиционата поврзаност на мојот татко Фијат Сановски и неговата партија. Туку е нешто многу повеќе. Јас овој човек, почитуваниот кандидат за градоначалник Васко Шталковски, го знам уште од 12 моја годишна возраст, кој игравме баскет, наша мала. Меѓутоа, мојот татко, мојот покојни равметни дедо, мојот прадедо, беа кучни пријатели со неговото семејство. Октишани, кој што дедо ми Екрем пред да почини, викаше: знаеш шо, внучко, ова Шталковци, поќе ќе видиш него од овие моиве околу. И така испадна. Честа постојна фамилија, тоа што ние со децени наназад ја почитуваме. Дедо ми имаше причина, може би, ајде да не навлагам премногу во лични работи, да не ме сватите погрешно. Меѓутоа, јас сакам Струга. Јас Струга ја гледам како со едни очи кои што сакам да ви помогнам и вие да ја видите. Оваа геостратешка положба, коридорот кој што поминува за наредни 5, 10, 15 години, треба да ја брзаме таа работа. Почитувам Кирацовски, драг мои пријателе, вие сте се на власт. Направете го тој проект да биде убрзан. Тоа ќе ја спаси ова општина најважно. Коридорот Тосуна ќе се отворат многу работни места. Шпедитерски ќе бидеме само сат време од Драч, каде што ќе се отворат многу економски можности. Најмногу зависи можеби од вас и вашата власт како ќе ја водите наредни години. Ја би сакал вие тоа на прво место да го имате. Второ, имаме во Струга против кандидати на нашиот Васко, кои што се веќе видени, не треба да зборуваме. Тие го кажаа својот. Али тоа е прилика и за оние кои што се македонска, албанска националност, оние кои што ги викате торбеши, македонци, муслимани, турци, роми, да ги казнат. А ние викаме со Господ напред. Да Господ не дал очи, Господ не дал ум и разум. Да видиме. На крајот на денот се избира личност, не се избира, може би, партија да има влијание. Да, се има влијание. Меѓутоа, на крајот на денот се избира личност. Јас лично стојам позади Васко Шталковски. Дека е честен, неговото си го читав
Ako zamolite mi go prati da vidim što sve radi. To je tako čisto, kako soza, nasprotiv nekog podužnog drugata strana koji što se samo ne za narod. I to ja znam i to ja sam siguran. Ще завършам с една работа. Ние, иако на почеток ме представя, не сакам да ме представят како жртва, затоа што ова е дел од еден процес кој што оваа држава мора да помине, кој што ние сите, кои што се бавиме често и поштено и со работа, и со образование, и со бизнис. Нямаме што да се плашиме, само од Господ, по никој друг. Затоа, ова борба, гордо, достоинствено, стојам овде пред вас и ви кажам, да, имаме проблеми, милион, до пред 4 месеци добре да се формира народ. Да, се бориме со милион неправди. Зошто? Татко ми многу го ценам и го почитувам, затоа што тој човек направил од нула. Нема дал така нешто или прадедо му или било кој така. Тој направил од нула и тој класичен пример за сите нас. Ја го кажам на моите студенти. Како пример, дека во Македонија може да успее. Фија стана еден од најуспешните бизнисмени во Македонија. Од струга, од овде, од кај нас. Ево ви доказ дека човек може да успее од овде. Честно и поштено, пак ќе повторам. Меѓутоа, уште кога се врати од Хрватска, од Гурбет, гурбетска фамилија, уште 90-тите овде со локални бандити се наставаме, уцени закани, со регионални бандити. За да на крај имаме со национални бандити, кои што сака, рече не можеа да најдат ништо, влакно не може да најдат за нашите работи. Удрија динамиците, удрија на индијански начин до 21 век. Кога Лапсија велија, имавме ние 8 до 9 месеци рок, знаевме што не чека. Да се оцелиме, да си јоиме држава, да продајме, да бегаме, и му викам на фијата. Што правиме се? Вика, знаеме што не чека. Имаме избор. Одиме надвор. Каде надвор? Немаме ниту 1 евро надвор, ниту 1 метро квадратно надвор од нашата држава. Све што имаме ние овде. Имаме простор и време да избегаме, да се спасиме од проблемите кои што ни се случија. И да ги оставиме 300 вработени на фон на улица, да ги оставиме 400 вработени во другите фирми на улица и ние да уживаме, продајаме можеби капитал, има фијат, здрав и жив напред, и ќе уживаме на некој море, на некој јахта. Не, ние останахме овде. Да се бориме зошто? Затоа што имаме овде фамилија. Затоа што овде ни се нашите корени. Затоа што се бориме за правда, демократија, која што токму пред неколку месеци пристигна во Македонија и уште еднашка сакам ова прилика да искористам да им честитам на СДСМ, почитуваниот Зоран Заев. Почитуваниот Зоран Заев, нашите најголеми Зоран Мишевски. Ова се героите на деветата слобода. Ова е слобода, затоа не има толку многу. Ја дишиме сите ние, ја осеќам. Меѓутоа, сакам да на неколку од вас реплицирам, зошто јас, иако ме го спомнува моето име за кандидат, да ви кажам, зошто не размислувам, затоа што моите проблеми се уште продолжуваат. Оние дупки удари кои што ги имаме, ние се уште ги почувствуваме кон моите вработени, кон нашите компании. Ја имам опорска према моите вработени, да го завршиме тој процес, да ги стабилизираме работите и тогаш ви гарантирам, максимално ќе се вклучиме во струга, локалната самоуправа, да направиме една од најуспешните општини. Почитувам Васко, и како луѓе, и како бизнисмени. Стоиме позади тебе. Знаеме, веруваме дека ти си единствениот кој што може струга да ја спаси од ова што и се случува со животните. Кога се обраќаш према своите, имаш избор да си искрен и отворен или да читаш и да глумиш. Ако овие 7-8 години проблеми нешто ме научија, и сум среќен, тоа што ми се исчисти патот, којдовме кои ни се пријатели,
видовме кои ни се жртвени, видовме кои ни се вработени, видовме све. И едно ако научив, да бидам по-искрен према од луѓето што ги сакам. Вас ве сакам, ве почитувам, затоа што ова е мој град, ова е моја општина и за служба Бога, во служба на вас која запуски, доброначално. Речи мојата мајка е албанка, че ми дозволите неколку збора да кажам на албански јазик, тендерувар читетар, комунос трубес, dat nuk të zgjas shumë, por të desha një apeli direkt. Dënoni ato që na orën komunën Pusto këto 15 vjetë. Keni shans, promovojmë një koncept ri, keni shans ta shpejtojmë komunën e Strugës. Ju lutem, votoni për pas Bashkëkohës. Рамо до рамо се гојдемно со нас. Првиот херој на нашиот град кој крена глас за подобар живот. Човек кој со гордост секаде не представува и ја води борбата грижејќи се да искористи секоја можност и нашиот град да го направи приоритет број 1. Гордо денес ќе го представам не само како со партиец, туку како и со граѓанин и другар. Пратеникот Јован Митревски. Почитувани членови, симпатизери, почитувани сограѓани и соборци. Заедно поминавме многу битки. Заедно бевме во најтешките работи, во најкритичните моменти. И треба да бидеме горди на тоа. Треба да бидеме горди затоа што заедно напишавме историја. Треба да бидеме горди затоа што нашата земја Македонија е на вистинскиот пат, благодарение на сите вас и благодарение на еден човек, председателот Зоран Заев. Се слушнавме са Вајнево и рече да ве поздравам. Еве ве поздравам. Ајде ние со еден аплауз да го поздравиме за нас души од овде од Румава. Се слушнавме и ме праша како е во Струга. Да ви кажам искрено, без да ви консултирам, му одговорих затоа што и одговорот е лесен. Му велам, шефе, Струга исто. Ќе победиме. Ќе победиме. Денес, вечерва, од штабот ни вела дека ми ја дарена лесната задача. Да представам еден човек. И вистина е најлесно. Најлесно е да представиш човек кој е честен и има искрени намери. Најлесно е да представиш човек кој го познава сограѓаните, човек кој си ја сака и државата и градот. Најлесно е да представиш човек кој ги знае проблемите, но најважно ги знае решенијата. Почитувани сограѓани, мојот и нашиот другар, и ние од градоначалник на општина Струга,
Poštovani drugari, prijatelji, suparnici, dobro večer. Стојам овде и се чувствувам уште похрабро во чекорењето по патот до заедничката победа. Јас сум тој што ја дуби честа да стои овде пред вас. Знајќи дека сите кои сме овде вечерва имаме една цел. Да го вратиме животот во струга. Да го вратиме животот. Роден сум во еден од најубавите градови во нашата мила земја. И јас со гордост сакам да кажам дека сум стружанец. Детството и средношколските денови ги помина во родниот град. Дипломирам на факултетот во Охрид и сум менаџер по царена експедиција. Оженет сум и татко сум на две прекрасни девојчиња. Животниот пат ме носеше на многу различни места. Но она што е богатство и она што го носам целиот живот со себе е пријателството, другарството од детството. Оние другари со кои го поминавме и доброто и лошото. Тоа ми значи. Тоа се луѓе од сите националности и вери. И со нив го делиме и доброто и злото и денес. Заедништвото е символ на овој град години наназад. Да го нечуваме и чуваме, зашто струга така обстојува и тоа е она што ја обележува како град. Но Република Македонија помина тежок период последните 11 години. Помина време во кое трошењето нас не знам се какви споменици беше поважно од градењето градинки, училишта, спортски објекти. Помина време во кое некакви си барокни фасади на објектите беа поважни од здравјето и животот на луѓето. Поминавме време во кое правдата беше заменета со неправда. Поминавме време во кое честа беше заменета со расипништво. Добрината беше заменета со злото. Струга во тој период беше целосно заборавена. Пропаѓана. Но тоа денес е победено. Недостасува уште една оска. Општините ги да ги ставиме на патот на промените за подобар живот. Затоа денес овде сме заедно со овој тим и ја бараме вашата поддршка искрено и од срце. Вашата поддршка ни треба за да ги направиме промените и за чекориме по нов пат. Пат каде што честа, одговорноста, посветеноста и отвореноста ќе бидат основни вредности во работењето. Струга го заслужува тоа. Сите го заслужуваме тоа. Имаме одговорност кон нашите предци, но многу поголема кон нивните генерации, кон нашите деца. Ние им должиме нив подобри услови за живот, нови градинки, нови училишта, спортски објекти, но должни сме да вратиме и чистата животна средина, да имаме нормално водоснабдување и должиме на сите уреден простор, поправени, сигурни патишта и детски игралишта. Тоа го должиме на нивните генерации. Во целата општина, и во Радолишта, и во Радожда, и во Моровишта, и во Меслодишта, и во Мислешево. Ова го должиме и во Деловожда, и Подгорци, Лабуништа, и во Оптиси, и Јабланица. Го должиме на секаде. Сите населени места ќе бидат наша грижа и нема да ги делиме. Сите еднакво ги плаќаат давачките кон ова општина. Имат еднаков третман. Ветуваме дека ќе направиме се што е во наша моќ да ги вратиме вистинските вредности, да градиме инфраструктура заедно во соработка со сите граѓани. Граѓаните се јасни и сериозни во нивните барања. Затоа, заедно со мојот тим, ветуваме дека по добивањето на мандатот ќе започнеме со решавањето на клучните проблеми во оваа општина.
Водоснабдувањето ќе го реши. Не сме во сред летна сезона Струга да останува без вода, а најголемите населби во селата да имаат повеќе дневни прекини со вода. Ќе се бориме честно, знаеме како, ако нема општината пари, знаеме каде да ги побараме. Ќе има. Знаеме и друго. Дивата депонија, која што остане нерешен проблем. Заедно со владата, веќе почна да се решава. И тој проблем ќе го решиме. Не може нашите деца и нашите граѓани да дишат она што предизвикува болест. Ќе ги решиме и оние ситни депонии, кои што ги има во сите населени места. Тука ќе ми треба помош, ќе ми треба соработка од сите граѓани. Затоа што тоа е заеднички проблем. Не може никој да бега од овие проблеми. Имаме сериозни проблеми и со инфраструктурата, но ќе поправиме таму каде што е за поправка. И ќе изградиме и нова мрежа патна. Ги видов проблемите, ги добив сите сугестии од сите населени места. Ќе се бориме со тоа. Најважно од се, да го вратиме спортскиот сјај на Струга. Струга го заслужува тоа. Се зафаќаме со решавање на проблемот со базенот и ветувам во скора иднина дека ќе започна реконструкција и ќе имаме во Струга и базен и реконструирани спортски сали. И знам што недостасува. Сите сме навикнале да имаме суперлигаж во некој спорт. Ќе имаме, ќе го поддржиме и спортот. Имаме вртни репрезентативци во ракоме. Ќе го вратиме на вистинскиот пат и спортот. Ветува. Струга значи за мене убави. Значи заедништво, градено со векови. Струга значи отвореност кон светот. Во Струга има добрина, има човечност, има љубов. Струга е наша сегашна стилнина. Заради сите овие нешта, вреди борбата. Секоја борба, на секој нас поединечно и заеднички, за враќање на животот во Струга. И затоа ве повикуваме да ја дадете вашата максимална подршка на овој пат. Ние немаме друг пат. Овдека, вака, заеднички. Излекуваме и очекуваме од сите на секое место свое влијание за поддршка на оваа наша опција, која ќе го врати животот во нашиот град. Да ви кажам искрено, ме познавате, со задоволство. Прифаќам да го посетам секој дом каде ќе добијам покана, да се запознаеме поблиску, но и ветувам. По нашата победа, општината ќе биде отворена. Има отворени врати да се нема подобар начин од тоа да си размениме мислење и да решаваме заедно проблеми. Затоа силно уште еднаш ви повикувам на 15 октомври да го дадете својот глас за коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа ќе значи глас за враќање на животот во нашиот град. Не можам да искажам со зборови мојата благодарност. Чувствата кои ги имам заради сите вас тука, заради сите кои не дојдоа вечерта, но знам дека не придржуваат. Само ќе кажам најголемо благодарам од срце во моје име и во име на нашиот тим.
првите кои покажаа храброст не само да се судрат, туку и да го соборат режимот и да се изборат за слободата. Еден од првите кои ја вратија вербата во правдата и правната држава. Еден од првите кои ја вратија вербата и надежта за подобро утре. Еден од првите кои го враќаат животот по Македонија. Еден од првите кои Македонија ја ставаат на експресниот пат кон Европската унија и НАТО. Еден од првите со кои ќе извојуваме уште една победа. Почитувани присутни, големиот пријател на Струга и Стружани, генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на денес се уверив дека вие, ова искрено мислам, знаете сите. Вие сте богатството на мултиетничка, мултиконфесионална и повеќе религијска нашата Република Македонија. Денес се уверив дека и во Струга ќе извојуваме голема, огромна победа. Сум да ја пустам уште на почетокот од нашата изборна кампања. Почитувани, согласно сите информации кои што ги имаме, како раководство, согласно анкетите кои што сите ние ги гледаме заедно, согласно сите информации од граѓаните кои што ни доаѓаат, позитивната клима и тука во Струга, вчера во Куманово, вчера во Битола, јасно е дека СДСМ влегува како фаворит на овие избори. Тука нема дилема. Меѓутоа, никој да не мисли дека кога ги номиниравме уште пред 10 дена Шталковски и Велковска на првите борбени редови за локалните избори, дека ќе биде тоа декор. Почитувани, познавајќи го него, Велковска, мнозинството од кандидатите за советници, сите вас присутните, мнозинството граѓани во Струга, јасно е дека Струга е победничка. Имаме наш социјалдемократски и на коалицијата градоначелник во Струга. Драги пријатели, со победата на локалните избори и тука во Струга ќе продолжиме по патот кој што го трасиравме. Ќе продолжиме по патот на заедничка Република Македонија како едно општество. За многу краток период, за 100 дена, покажавме дека од Република Македонија може да биде среќна држава и да чекори кон среќата за сите наши сограѓани. Ги решаваме сите буквално глупости кои што ВМРО ДПМН ги направи. Ги санираме штетите кои што претходниот режим ги направи. Ја трасираме Република Македонија кон евроатлантскиот пат и кон НАТО и сите ние заедно ја правиме Република Македонија да биде повторно фактор на стабилност во регионот. Пред неполна недела дена ги гледам како од полупразната сала Борис Трајковски во Скопје, Никола Груевски и ВМРО ДПМН ја промовираат нивната изборна програма Новата ера. Почитувани, Нова ера како термин и Никола Груевски е исто како на Формула 1 да се тркате со олтајни. И кога го слушам Никола Груевски како самиот најавува дека ќе се бори против криминалот и корупцијата, тој исто како Груевски да се бори против Никола Груевски. Тука дилема нема. Груевски, да, доаѓа нова ера, но не таа твојата режимската, туку ера на животот ти во Струга и во Република Македонија. Твојата ера во политиката заврши режимската ера. Заврши ерата на криминалот и корупцијата. Заврши ерата на политички затвореници.
Заврши ерата кога се затвараа телевизии и кога се рушеше космос. Заврши ерата кога здравството ни беше разболено, образованието разводнато, а социјалата клекната на колена. Заврши ерата кога секој новородече ни се најдеше со над 2000 евра долг. Заврши таа ера, доаѓа нова ера, ера на живот. Јас почитувани вечерва нема многу да должам. Сакам само на нашиот Ашталковски да му порачам два клучни аспекта. Ки има два предизвика. Еден мал предизвик и еден голем предизвик. Помалиот предизвик, знам дека лесно ќе го надмени затоа што е честен, искрен во срце, во душа. Го гледаме сите. Тој предизвик е да биде подобар од оние бившите, оние по страната на ВМРО ДПМН, оние кои што до вчера беа градоначалници ни целата Република Македонија, кои што беа заглавени во криминал и корупција. Ашталковски тоа многу лесно ќе го надмине. Меѓутоа, потешкиот предизвик со кој што ќе се соочи и уверен сум дека ќе го надмине е како и во Струга, како и на секаде во Република Македонија што се бориме со клучните проблеми, да се гради по план, да се гради често и доманкиски, а не кој каде ќе му текне. Како да се обезбеди инфраструктура до секој населено место, до секоја куќа. Почитувани, ние во 21 век имаме наши сограѓани кои што живеат без водовод и канализација. Тоа е греато, тоа е странota. Тоа е предизвикот со кој што новата локална власт ќе се бори и знам дека ќе се бори. Новиот предизвик и поголем предизвик како да живееме во чисто општество. Како да живееме во општество без вакви репори кои што ги имаме тука во близината, како да се диши чист воздух и да се пие чиста вода. Тоа е за нас она најважното, а Ашталковски заедно со сите вас тоа ќе го постигне. Предизвикот како стружани да имат мегдан да останат тука во Струга. Тука да живеат, тука да основаат семејство, тука да започнат бизнис, тука да творат и тука да стареат. Како да останат тука наместо да заминуваат во Скопје или надвор од Република Македонија. Тоа е големиот предизвик. Ние, почитувани, заедно со помош на централната власт и на локално ниво, сите овие предизвици заедно ќе ги надминеме. Во новата, во нашата ера, ерата на животот, каде што уште на почетокот, откако сме власт, го изгласавме законот за минимална плата од 200 евра, нешто што за прв пат е направено. И Јован гласеше за тој закон. Ера каде што над 3000 наши сограѓани во Република Македонија, стечајци, за прв пат ќе добијат над 7.500, скоро 8.000 денари финансиски надоместок. Ера каде што младите земјоделци ќе добијат неповратни 10.000 евра финансиски средства за да започнат свој бизнис во земјоделието, каде што годишно над 320 нови бизнис идеи ќе се поддржуваат за неповратни 10.000 евра. Нова ера каде што радиодифузната такса е укината, екстерното тестирање и Кембридж програмата е укината, ера каде што ефтината тарифа на струјата е вратена. Ера без Марко Зврлевски, туку со нов јавен обвинител со кредибилитет и интегритет кој што ги доведе на местото на платата сите кои во минатото се грешите. А за цел ги нема малку во Македонија. Ера, почитувани, каде што домашните бизнисмени, како нашиот Фијат, нашиот Сефе, ќе бидат изедначени, изравнати во поддршката со странските инвеститори. Ќе добиваат субвенции нашите домашните бизнисмени затоа што нето добивката го инвестираат повторно тука, не го носат надвор. А најповеќе ќе добиваат оние кои што ќе вработуваат повеќе и кои што на вработените ќе им дават повисока плата. Таа ера доаѓа заедно и со локалната власт која што ќе освоиме тука во Струга. Почитувани, без да должам, познавајќи го Ашталковски, Велковска, мнозинството од кандидатите за советници, сум убеден и ве уверувам и вас. Струга ќе добие историски тим, кој што во општина ќе направи